Дојдено ли е времето да се слушне гласот на помалите партии или понатаму големите риби ќе ги јадат малите? Соза Грчева од Глас за Македонија е наш гостин. Господи Грчева, добре дојдовте во Република. Добре ве. Така, Глас за Македонија е една од така наречените помали партии. Што се случува со вашата партија? Имате ли некакви активности? Да, нашите активности никогаш и не престанале, ние сме активни луѓе. Гледате дека има и по медиуми, по протести, по разни други активности, организираме трибини на разни теми кои што ги засегаат граѓаните и така натаму. Значи, Глас за Македонија ја сочинуваат вредни, честни пред се луѓе, би рекла. Тоа е многу важен атрибут денес кога речиси сите се извалкани и луѓе кои што си ја сакаат државата во секој смисол, почнувајќи од македонските национални интереси, но исто така многу сме профилирани да се бориме против корупцијата, да застанеме на нозе економски како држава, да овозможиме добар живот за граѓаните, бидејќи знаете срамота е 2 милиона луѓе да не можат да живеат пристојно со сите овие ресурси кои што ги има Македонија. Значи, Глас за Македонија активна, тоа е, рековте, помала партија. Не би било така во колку не бевме дрско искрадени на парламентарните избори. Значи, тоа е можеби единствената партија на која што беа украдени, еве може за збор секој да ме држи и да провери, околу 40.000 гласа. Дистрибуирани низ изборните единици, тоа ќе значеше 2 до 3 пратеника, што многу не осакати како партија и сега повторно влегуваме во друштвото на така наречени мали партии, а ќе бевме парламентарна партија и верувам дека ќе направиме голема разлика. Како што нашите советници сега прават огромна разлика. Сите признаваат и во рамки на нашата коалиција дека нашите советници се исклучително активни, работат во полза на граѓаните, не ги мрзи да излегуваат на терен, не ги мрзи да составуваат и тужби во антикорупцијска комисија за разни криминали што се случувале во минатото, да бидат будни и да работат во полза на граѓаните. Така да мислам тоа е една светла партија, една партија со иднина, која што треба граѓаните да ја препознаат и да ја наградат. Така, едно од главните барања на овие партии беше една изборна единица. Чини ни што тоа? Да, ние направивме и конференција, собравме 10 партии, од кои што 2 парламентарни, 8 вонпарламентарни партии. Донесовме некои многу убави заклучоци после таа конференција, се согласивме на една изборна единица, меѓутоа не само тоа. Медиумското представување е голем проблем за помалите партии, што имаат буквално само време да протрчаат низ екран и да ги снема. Финансирањето на партиите исто така многу важно, каде што некои добиваат милионски суми, а вие добивате практично ништо. Значи не е само една изборна единица и да се продолжи со сите оние практики кои што ги знаеме. Баравме да нема праг или да има природен праг, што природниот праг за Македонија некаде 0,8%. Чувме разговори дека конкретно Заев рекол да им дадеме една изборна единица, но 3 до 5% праг. Господинот Заев изгледа не е воопшто во текст со европските Тоа го има Србија практики. толку праг, но тие се 3 пати поголеми. Да, не е во склад со европските практики, каде што најповеќе се оди на така наречен природен праг. Тоа го има Холандија, тоа го има Франција, го имаат многу земји. Значи, за нас природниот праг би бил 0,8%. Така, имате изјавено дека е потребен целосен ресет на државата. Се Апсолутно. случи ли тој ресет? Кој требаше да го стисне копчето? Не можат да го стиснат овие луѓе копчето, бидејќи овие стискаат друго копче веќе со години, со децени да не речам, стискаат копче кое што им носи многу пари. Им носи голема моќ, многу големи пари, им носи викендици, вили, бродови, јахти, полни банки во странство со наши украдени пари. Од такви луѓе не очекувам да стиснат никакво копче. Какво копче стисна конечно СЕО, што беше формирано за таа цел.
копчето што го стисна СЕО беше политичко копче и никако борба против корупцијата. Што треба да се направи? Прво, не треба да зборуваме ние за борба против корупција, која што повеќе или помалку е неуспешна во многу земји, дури и во развиените земји. Гледаме корупција ке европратеници во Европа, гледаме корупција во Америка, конкретно сега околу изборите во рамки на Демократската партија, каде што одеше и се уште оди големо перење на пари низ Украина. Значи, не може да имаме борба, треба да имаме системско спречување на корупцијата, а тоа бара големи политички промени, големи политички резови. Тие политички резови, ако не ги мрзи граѓаните, ќе ги најдат во нашата политичка програма и ги охрабрувам да не слушаат само популистички изјави на разни партии, мали или големи, кои што ветуваат се и се што. Нам ни се потребни стручни луѓе во државава. Ако некој го води МЕПСО, тој треба да е врвен енергетичар. Ако некој води образование, треба да е врвен човек кој што не е само професор на факултет, да речеме, туку се бавел со образовни процеси, има референци такви. Значи, ни требаат квалификувани луѓе. А под политички резови, ќе наберам само неколку. Прво, треба да имаме отповикливост на функционери. Тоа го немаме. Ние се молиме за нечија оставка. Тој нема да даде никогаш оставка. Се молевме за многу луѓе. Ние треба да имаме референдум за секој отварање на уставот. Тоа е политичка промена. Не да се гласа во собрание. Се знае мнозинството што изгласува. Ние треба да имаме импичмент на влада преку референдум, задолжителен референдум. И така натаму. Нам ни недостиги закон за приходи за потеклон имот. Значи, како можеме ние да го заокружиме тој сет на политички резови, ако криминалот не се крие во самите закони? Токму тоа ми е прашањето. Може ли тие што се извор на корупција да се борат против корупција? Не може, апсолутно. Па знаете сега да ги повикаме Лаки Лучијано и Дженовезе и не знам кои други Лукезе, фамилиите од Њујорк, да им речеме од сега вие ќе се борите против корупција. Тоа е апсолутно невозможно. Имавте ли некаква надеж од американскиот тим што дојде и си зами? Мислите на теа кога дојде... Не, мислам на овие сега. Новие сега. Кај народот се покажа некоја надеж дека еве сега ќе почнат да расчистуваат. Јас веднаш ми се врати сликата за СЕО, бидејќи тоа беше американски проект и европски проект. Што се направи со тоа? Ништо. Додека ние не ги смениме институциите, не добиеме непартиски, туку независни институции, за кои што седно ќе биде дали Соза оди на суд или вие одите на суд или некој трет, ние не можеме ништо да направиме. Гледате какви селективни правди се делат, гледате дека им застаруваат дела на разни луѓе, намерно им застаруваат дела, пазете за неиспорачана покана на време. Па мене ме развлекуваат по судови за душевни болки на некој блиски на фамилија на Заеви и така натаму. Мене ме развлекуваат по судови што ме е срам да влезам, бидејќи никогаш во животот една банка немам земена од никого. А тие што ни се главни на фамилиите натре, а секој кој ќе дојде на власт има некоја фамилија која што ограбува, буквално ограбува, тие си седат мирни. Па замислете, Евростандард банка пропадна заради давање кредити на луѓе блиски до власта и фамилијата Заеви. Кој настрада? Кој ќе настрада сега? Еве ќе направиме на паралел. Во време на Дубровничката република, кога владееле Дуждови, Дуждот не смел, тоа била нација на трговци, преце, не смел да се бави со никаква трговија, нити тој, нити поблиското и подалечно негово семејство. Вие сега го имате Ковачевски, чија што жена во енергетска криза, пазете, отвара енергетска тоа го представува како нешто нормално, Како нешто нормално, но ние сме ненормални што тоа го дозволуваме. Заев му подари на својот син
енергетска компанија, зошто енергетски компании? Зошто енергетски компании? Енергетските компании се новата марихуана, не, се новата марихуана. Се новата марихуана. Значи, овде има наркокартели кои што Дејат беше вселена во Македонија, значи гонеше наркокартели низ Прилеп, фати некои луѓе. Ние сме држава која што дозволува во сред енергетска криза, за која што не се направи ништо, значи стратегија никаква, не се направи на време, а знаевме што не чека, ние отвараат овие енергетски компании. Па ние сме ненормални. Ние сме ненормални, ние како народ се покажавме тотално апатични, тотално неспремни да се спротиставиме на собственото ограбување. Значи, нас не ограбуваат, не осиромашуваат, ќе не доведат до питачки стап многу брзо во текот на зимава и ние молчиме. Сето тоа го ставаме во рубрика разно, рубрика верувале или не. Секој чудо за 3 дена, секој скандал поминува, ни 3 дена не трае. Па јас тоа сум го споредила веќе неколку пати со риба во аквариум. Знаете, таа природата на нештата, кога ќе заврши еден круг, заборава дека го свртала тој круг и оди без меморија во следниот круг. Изгледа ние станавме риби во аквариум. Довербата во судството беше 8%, сега со последниве настани и помалку е. Знаете ли некој случај да има судска разрешница од големиве случаи? Не знам, од Лазна болница, Беса, реке два не помина. Кажете ми, дали доби судска разрешница 19 бракоболници инсталирани, кои што горат за 3 минути, во кои што луѓе настрада? Дали доби судска разрешница оној автобус кој што излета на кај Тетово со 11-12 жртви, каде што самите тие фирмата која што е превозник си правила технички прегледи, го направија возачот виновен. Дали доби судска разрешница на Беса Транс што изгореа 50 луѓе во Бугарија? Под сомнение, тоа беше во Бугарија, изразено сомнение, вештаците нивни кажаа на лице место дека превезувале високо забаливи материјали за правење на синтетски дроги. Дали доби судска разрешница тоа што ние можеби единствени ги вративме голем дел од парите за ковид, наметен за помош, а не им овозможивме со тие пари на граѓаните барем бесплатни тестови да не ги богатиме приватните ординации, приватните болници. Кој за тоа настрада? Кој за тоа одговараш? Значи, јас не знам каде, да не зборувам онаја фамозна торба со 1 милион евра во неа и така натаму. Што кај нас добива разрешница? Ке добие разрешница, некоја ситна риба, некоја ситна, да речам, проневера, што за мене секоја проневера е тешка. Штом се дрзне некој да краде од државни пари, тоа е голема работа. Меѓутоа, големите риби испленуваат секојаш. И јас не знам од каде надежта на американската амбасадорка дека овде може некаков ред да се воспостави, кога би ја упатила, и би разговарала со неа. Иако нејзината намера е добра. Добра, значи не можеме да ја критикуваме. Не можам, меѓутоа треба да ги открие изворите на корупција. Не е корупција само тендер ако некој ви додели. Корупција ако се гласа за уставни промени со подкуп. Тоа ќе го поставувам. Корупција е секое партиско вработување. Да се разбереме, тоа е најголемата корупција во државата. Така добиваме партиски институции, така немаме МВР, кој што работи за сите граѓани. Корупција ни се крие во законите. Мене ми поминале стотици закони. Во секој, верувајте, во секој од тие закони се крие корупција. Тоа значи дека утре, ако некој, поготово функционер, направи некое дело, тоа е покриено во закон. Тоа е покриен со закон. Која контролира државата? ДУИ или СДСМ? Знаете што, ДУИ е полугата која што создава држава, која што не држава, туку власт. Државата се знае, држава отворен народ, во Македонија се македонците. Иако тоа го избришаа преку Аслом, бришењето на манифестото од Аслом, од Уставот,
тоа кај да ќе се врати. Ќе се врати апсолутно. Значи не може државата да зависи од ДУИ, но и тоа како власта зависи од ДУИ. Односно од утре да речеме некоја друга партија албанска која што ќе го премине ДУИ во бројот на гласачи. 6% е поддршката на ДУИ, со 6% ја контролираат државата. Знаете, тие рейтинзи, јас многу не им верувам на тие рейтинзи, што излегуваат повремено. И мене мерка, не ми е тие да си ги мерат, вулгарно кажано, рейтинзите, туку мене ми се мерка таксистите, фризерите, овие кафулиња што држат, ординации мали, пазарджии, Така ги критикувате и големите данъци на занаатчиите. Апсолутно. Тие ми се мене рейтингот кој што секогаш било кој муабет со нив ми завршува до кога бре Грчева овие ќе ги трпиме. Тие ми се мојот рейтинг. Тој ми е најважниот рейтинг. Имате изјавено дека ЗАЕФ е промашена инвестиција. Што е сега Ковачевски? Надоградена инвестиција? Надоградена инвестиција со тоа што ЗАЕФ направи големи бели за државата, апсолутно големи бели за државата. Не се непоправливи за среќа. Јас имав и еден Facebook статус кој што не знам дали луѓето го протумачија на начин на кој што јас го тумачам, кога реков, цитирав една изјава на Наполеон Бонапарте и реков не го прекинувајте непријателот кога прави грешки, бидејќи толкав голем број на грешки, правни грешки и пропусти направи ЗАЕФ, туркајќи ја на сила преспаската агенда и договор, што сето тоа се поправа исто така на правен начин. Така да овој сега пак влегува во преговори со Бугарија, има исто така своји таму испостави, во вид на некои матни ликови кои што ние сите ги знаеме и мислам дека и тој загазува се повеќе и повеќе. Тој е апсолутно една немокна, една бледа, една анемична личност, кој што не прави ништо друго, освен што ја продолжува таа политика на немок, на сервилност, на губење и последни атоми на сувереност на оваа држава. Така. Се крсти ли власта премногу во меѓународната заедница, во меѓународните договори? Го имавме Преспа, го имаме договор за пријателство, сега и францускиот предлог. Премногу ли се веруваат во... Пазете, после она признание на Меркел за Украина, дека речека не планирале да го почитуваат. Ако се крсти, тогаш јас не сакам, професор сум по вокација, не сакам заради своите студенти да употребувам вулгарни зборови, но би рекла дека треба да имаш дефицит во паметот ако се крстиш во такви договори. Значи, после онаа шлаканица што Меркел и удри на целиот Запад, во кој што, пазете, во игра се многу поголеми играчи од Македонија, јавно призна дека никош не планирале, тогаш истата таа Меркел, како ние и верувавме кога доаѓаше во Скопје, и ни велеше дека на брз колосек кон Европа ќе ја спроведат Македонија. Каде е сега Македонија? Каде е сега? Така, тврдите дека Преспанскиот договор е подпишан коруптивно. Имате некакви докази, сознанија? Како немам докази кога ЗАЕФ се фалеше со тоа? Значи, тој не ги криеше тие работи, па ние извршивме промена во кривичниот законник за еден од тие претеници да не влезе во затвор. Значи, постои евиденција. Постои евиденција дека на едниот од нив, на братот му е даван тендер. Една година му се давани тендери. Како, постои евиденција дека не една претеничка, синот не влезе во затвор заради коруптивна сделка. Да гласа за уставните промени, значи сето тоа е евидентирано, не беше скриено. И тој, ако се сеќавате, некој од овие што трча околу Преспанскиот договор, се веќе не може да се сетам еден од главешиниве од Европа, рече, ова решете го на балкански начин. Јоханес Хан. Јоханес Хан. Решете го на балкански начин. Па на балкански начин го реши. Се знаеш кој е балкански. И сега имаме нов предизвик, сега се бара да променат уставот да ги внесеме Бугарите, а немаме никакви гаранции дека тоа ќе биде последното барање. Ама дури да имаме. Дури да имаме, еве гаранции.
Јас не сум за тоа, не заради бугарите да биде ставени во уставот, еве внатре и хрватите и црногорците. Тоа не е нешто толку страшно, како што она што го отвара вратата на пеколот ја отвара таквата една поставка. Прво, и албанците ќе бараат да во склад со лажниот попис, за кој што не можам да им простам на една дузина на квази политичари, платени или будалетинки, кои што повикуваа на бојкот на пописот, правејќи се многу силни популистички. Значи, испаднавме ние многу малку разлика со албанците, тие 35%, значи ќе сакаат во уставот да се редефинираат. Понатаму, преговарачката рамка, ако сте ја читали, таа не се базира само на договорот со Бугарија, каде што оној член со историјата и со учебниците е лош, меѓутоа тој го инкорпорира во целост декларацијата донесена во бугарското И кога собрание. сакаат може да ни постават блокада? Ама ние немаме никаква гаранција дека тоа ќе биде последна блокада, ние немаме гаранција ни од Грција дека нема да продолжи со блокади. Па Грција е малку смирена, сега Бугарија е новата Не, Грција. јас во тоа не верувам, да. Тие, знаете, можат да изиграват добар полицаец, лош полицаец во моментот кога ќе осетат дека се силни. Значи, не верувам дека и Грција нема да поставува понатаму барање. Така, ваша болна тема е образованието. Сега ве прашувам како професор. Какви се состојбите во државата? Нема некаков скандал. Катастрофално. Грешни учебници, врвови, фалсификувани дипломи. Целосно да го земеме образованието поставено на погрешни темели. Ако после првите 10 години после растурање на Југославија имавме горе-долу некој систем на образование по инерција што го влечевме од добриот југословенски систем, заснован на германскиот и на рускиот, на тие два система се базираше, сега веќе немаме ништо. Апсолутно немаме систем. Имавме и студенти на улици. Многу сега, скоро имавме студентски протести. Па замислете го стандардот во кој што живеат тие наши јадни студенти. Јас мислам дека со скафандер никој од нас нема да може да проведе повеќе од една недела во ниту еден студентски дом. Ние дури посегна и по оној субвенциониран студентски оброк. Знаете што? Јас имав предлог и тој е ставен црно на бело, исто така во нашата програма. Не само студентскиот оброк да биде на тој начин даван на студентите, туку да се потпишат договори со ресторани во градовите што се студентски центри, кои што ќе гарантираат нутриционистички добар студентски оброк во кој што ќе има јадење, салата, супа, едно овошје на крај. Значи, кои што ќе нудат студентски мени. Меѓутоа направени од македонски производи со тоа да живне малку и преработувачката индустрија, и земјоделието, и угостителството и така натаму. Тоа го има Хрватска, тоа го има Словенија. Понатаму, да се субвенционираат оние студенти кои што живеат на едно место, а студираат на друго место и плаќаат големи кири. Сега нема сите среќа да влезат во какви такви студентски домови. Туку да се плаќа 2000 денари по легло на студенти, им се помогне на семејствата да ги издржуваат тие студенти. Инаку се во неравноправна положба. Ако тргнеме во образованието, што све не чини? Не чини тоа што имаме само академски студии, никој не оди на така наречени стручни студии, тоа се куси циклуси кои што брзо ги изфрлаат на пазарот на трудот. Ние немаме национални стандарди за тоа кој смее да биде професор. Ние не ги укинавме дисперзираните студии, јас сум предавала на такви дисперзирани студии, тие се извор на најголем неквалитет, ние ги упропастуваме способни млади деца. Тоа не е студирање, ако мене еднаш ме видат во неделата и јас си заминам со куферот, со компјутерот во торба, ме чека шоферот и си заминувам и цела недела не го гледам студентот. Тоа не се студии. Не можете вие студии да отварате по медицински науки во секое можно место, а немате ништо, никакви услови, тоа е скап факултет.
Немаме национални стандарди за унапредување во звања професорски. Замислите. По едни критериуми се унапредуваат во Тетово, други во Битола, трети во Штип, четврти во Скопје. Многу аномалии. Немаме разгранати, да речеме, средно образование кој што ќе трае 2, 3 и 4 години. За некој занаети е потребно 2 години, за некој 3, за некој 4. Треба да одиме на занаети. Ние веќе немаме водоводжи, немаме електричари квалификувани, немаме фризери, немаме ништо. Немаме угостителски работници, немаме собракајни луѓе во собракајача работа. Значи, кај да чепнете во образованието, ја би можела не до утре, до задутре да ви зборувам за системски аномалии во нашиот образовен систем. Да не зборувам за законите кои што ги покрива оваа. Како во вакви услови образованието ќе имаме конкурентни луѓе на пазарот на трудот? Нема Која да странска имаме, компанија ќе сака да ги ангажира? Нема да имаме. Иако немаме ни странски компании со оваа прво основа. немаме ни странски компании. Има среќа некои деца, еве од мојот сектор, од IT секторот, од компјутерските науки, има среќа онлайн да работат за некои странски фирми, има добри примања. Тие се добри. Тие се добри. Меѓутоа, се повеќе и повеќе се селат. Не само од економски причини. Осознаваат дека имаат овде слабо образование. Знаете колку им треба за да ги достигнат своите таму соученици во странство? Многу. Значи да немаат основни познавања. Така, се мачат, губат години, губат пари со тоа. Но ја им се восхитувам на цврстината да обстанат и да добијат барем еден циклус надвор. Бидејќи ова е се поставено наопаку. Почувајќи од тоа што градинките ни се наоѓаат во труд и социјала без потреба, а во градинките почнува веќе првото образование и воспитание, тие треба да влезат во Министерството за образование. Понатаму, Министерството за образование, кој што беше порано, треба се раздели на два дела, бидејќи се сосема различни проблеми. Министерство за спорт и млади, каде ќе влезат градинките, основните училишта и средните, а другите ќе бидат наука и високо образование. Значи, наука нема врска со основно образование. Ние сме држава која што не дава за наука. Без наука нема одење напред. Нема одење напред. Како ги оценувате грешките во учебниците, каде што Бугарија ни е на запад, а знамето на Португалија е... Прво, како можам да оценам учебници каде што во договорите договорите експлицитно ние сме се договориле, сме пристанале на тоа да комшиите ни пишуваат учебници. Тоа е друг проблем, тоа е веќе политичкиот дел, но Бугарија дека е на запад е од незнаење или... Видете, затоа и го почнав излагањето. Јас сметам дека сите оние кои што се на некој начин популисти, кои што се закануваат дека еве револуција ќе направат во државата, тие ништо нема да направат. Држава треба да ја водат зрели луѓе кои што ги знаат ресорите и да не интересира од која партија се. Ако е одличен од било која партија или ако нема партија, бидејќи повеќето стручни луѓе немаат партии, гласат час вака, час така. Ние треба како капка вода на дланка да ги држиме тие луѓе. И такви стручни и компетентни луѓе да поставуваме и за министри, ако сакате, и за заменици министри, за директори, за инспектори и така натаму. Само тогаш можеме да се мрднеме од ова кал во кое што сме веќе речиси до гуша загазени. Така. И за крај да ве прашам, ќе има ли избори или власта ќе сака по секоја цена да го истурка мандатот до крај? Мислам дека власта ќе сака, бидејќи секој ден на власт им значи некоја коруптивна сделка, тоа отворено го кажувам. Власта се користи неограничено со неограничена моќ на сметка на осиромашување на граѓаните, кои што дури сега ги чека осиромашување. Зимава не знам како ќе се помине. Тие нема да сакаат и мислам дека ако многу бидат притиснати од незадоволството на народот, ќе вршат срамни уцени кон опозицијата, во смисол гласајте уставни измени за да имате предвремени избори, кон тоа одат и на некој начин изјавите и на странските
мисионери кои што доаѓаат, нели, се помалку и помалку и се пониски ешалони во Македонија. Веќе не сме интересни. Веќе не сме интересни, бидејќи Европа не мисли да се шири, тоа јасно го кажа и го покажува, само несвесно луѓе можат да веруваат во таа приказка. Така да, избори дали ќе има, ако многу се влоши ситуацијата, јас гарантирам дека ќе се влоши. Еве, ние кои што не сме лошо стоечки луѓе, сепак професори и така натаму, кога ние кубуриме да го поминеме месецот, можам да замислам што се случува со луѓето со пониски, далеку пониски примања, тие водат буквално борба за живот. Ако таа едно незадоволство се артикулира и се изрази многу јасно, може би ќе бидат принудени да распишат избори, и јас тврдам дека и на нив ќе им олесни, бидејќи тие не знаат да ја носат држава. Еве, гледайте со енергетикава како пливаат. Значи, и на нив ќе им олесни, а на народот да не зборува. Сепак ќе добие надеж. Сега сигурно сме во многу лоша состојба, многу лошо се води државата, а народот сепак има некоја надеж дека некои нови луѓе, некои постручни луѓе, некои посериозни луѓе ќе ја водат во друг правец држава. Така, господи Грчова, ви благодарам за интервјуто, ви посакувам Ви многу среќа и со благодарам, вашата партија, имате убави празници. Благодарам исто.